Дозволете да ве информирам за состојбата во врска со пациентката, луѓето што се под обсервација и генерално состојбата во врска со коронавирусот во нашата земја. Пациентката е во стабилна состојба, исто како што беше и во минатите неколку денови, сместена во оделот за изолација, исто како и вчера и претходниот ден нема знаци за некои компликации на здравствената состојба. Постепено проценката на докторите е дека влегува у фазата кога почнува опоравокот. Добро оди целокупниот систем на домашна изолација на тие луѓе на кои што тоа име препишано, а кои што биле во директен контакт со неа. Тоа се патниците и интимните контакти после доаѓањето во нашата земја. Вчерашните резултати на двајцата патници од Италија се негативни. Во текот на утрото имаме еден патник кој што дошол од Италија на 22 во Струмица со субфебрилна температура, нешто на 37 степени, се јавил и му е земен материјал за кој што резултати ќе бидат готови у текот на денот, за што исто така ќе ја известиме јавноста. Понатаму двајца бугарски државјани кои што се на работа во битолска фирма се јавени вчера со информација, самите кажуваат дека биле во регионот на Северна Италија, не даваат податок дека биле у директен контакт со заболени лица, меѓутоа е направено интервју од страна на епидемиолог и се дадени совети да бидат дома и им се дадени телефоните на кои што треба да се јават доколку им се појават некои симптоми со цел да не се движат низ јавно здравствените институции. Вчерашните бројки укажуваат на тоа дека на светско и европско ниво се јавуваат пациенти за прв пат во нови земји. Нигерија за прв пат се јавува овој вирус таму. Понатаму во 4 други европски земји: Естонија, Данска, Холандија и Литванија. Со бројката на вкупно заболени во Европа е 774, од кои што 650 се во Италија. Ние во текот на вчерашниот ден имавме составок на Комисијата за заразни болести. Имаше дискусија од стручните лица, од епидемиолозите и се даде препорака да се ограничат масовните јавни собери. Согласно Законот за спречување на заразни болести, врз основа на предлогот на оваа комисија, Министерот за здравство го предлага тоа до владата и јас тоа како предлог најпрво го доставив до управувачкиот комитет на Центарот за управување со кризи, каде имавме состанок синоќа касно во 21 часот и тој предлог денеска ќе го ставиме на седница на влада која се организира специјално за оваа точка, за да се дискутира и да одлучиме дали ќе се воведе оваа мерка како мерка за превенција од ширење на вирусот, а масовни јавни собери и ограничување пред се со фокус на двата карневали во Струмица и во Прилеп, кои што се организирани за овие следни денови.